Добро вечер во топ тема на ваша страна вечерва на Жешко Столче, вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи. Наспроти граѓанските организации или Марко Трошановски од Институтот за демократија, Симонида Кацарска, директор на Институтот за европска политика и Александар Коликески од Евротинг. Добро вечер на сите. Добро вечер. Дојдовте, дебатираме, главниот фокус на вечерашната дебата се реформите кои треба да европеизираат Македонија. Но пред да почнеме со ова, сепак не можам да го избегнам она најактуелното, господина Османи. Вчера изјавивте дека законот за јазици нема да оди во Венецијанска комисија, денеска премиерот Заев рече дека е веќе испратен заедно со членот 8 кој се однесува на униформите и банкнотите. Какво е ова разногласие во владата? Вчера реков, јас не би сакал да оди додека таму се еден наш представник. Меѓутоа реков дека ќе одат двете норми кои што беа спорни во меѓукоалицијските преговори при утврдување на текстот на законот. Знаете дека првично имавме еден усогласен текст пред формирање на влада, кој потоа при подготвување во владена процедура излезе дека прашањето на двојазичноста во банкнотите и во униформата на армијата може да биде противуставно, спорно и така натаму. И рековме добро, за да законот не го направиме фрагилен, ранлив и да биде утре предмет на некакви на Уставниот суд испитувања, да се отстранат од законот во оваа фаза и тие да се пратат во Венецијанска комисија. И тоа се случи и денеска. И нормално дека ќе го пратите и целиот закон за да го видат контекстот оние. Иначе, ако ги пратите само двете реченици, ќе се изгубат во позадината на тие две реченици. Меѓутоа, тоа што после ние ќе го цениме овде за евентуална промена се тие две норми. Иначе, нема логика законот кој што е усогласен овде, Венецијанската комисија не прави уставни проверки, прави верификации на нивото на примена на јазикот. Тоа е работа која што ние го договараме овде, тоа го определува духот на рамковниот договор, амандманот 5 од Уставот, така да тоа што го кажа вчера, тоа и денеска се случи, иако реков дека јас би сакал во оваа фаза ништо да не се прати, меѓутоа тоа е одлука на влада, овие норми да се однесат на проверка во Венецијанската комисија. Дали законот стапи на сила или ќе стапи на сила кога ќе дојдат забелешките? Законот е стапен во сила и веќе институциите го применуваат согласно условите што ги имаат. Се разбира дека има одредени преодни одредби во смисла на подготвување на институциите со техничка и човечка инфраструктура за да можат да го применат, и треба да се хармонизираат закони согласно овој базичен закон, меѓутоа има еден член во законот кој што вели додека не се усогласат, важат премисите на овој закон. Така да е апсолутно во сила од дента од 14 јануари 2019. Зошто организирате донаторска конференција за законот за јазици? Затоа што во донаторската заедница има земји... Нели има пари во буџетот? Не, затоа што во донаторската заедница прво има земји кои што мултилингвализмот им е веќе во пракса. Например, една Швајцарија, самата Европска комисија, други институции, кои што можат тоа ноу-хау да ни го пренесат на нас за да ја примениме двојазичноста, меѓутоа се разбира и дополнителни проекти и финансиски средства доколку сметаа дека сакаат да помогнат во внатрешното интегрирање на заедниците, бидејќи ние законот за јазици го гледаме како механизам за зближување на албанците со државата, за разбирање на албанците и државата. И кога имате разбирање, имате лојалност, имате интегрираност. И се разбира тоа е концепт кој што го прифаќаат земјите членки на Европската унија и генерално донаторската заедница и бараме значи и ноу-хау и логистичка поддршка, меѓутоа и финансиска доколку можат тоа да го направат. Ке има ли донаторска конференција за некој од реформите? Има континуирано. Знаете дека донаторската заедница е активно ангажирана со реформите. Тоа што ние правиме како СЕП е да ги канализираме да ја канализираме таа поддршка за да не се дуплираат активностите. И тоа е целта на СЕП, всушност, да ја види големата слика и да ги ориентира таму каде што има слабости во буџетското покривање на одредени реформски проекти. Меѓутоа, донаторската заедница е апсолутен топ приоритет, особено правната држава, поглавието 23-24, тука се фокусирани, меѓутоа и во делот на животната средина. Да, за реформите и поединечно ќе зборуваме натаму, вие дуе против предвремени
парламентарни избори, но може да ги има. Мислите ли дека ќе има воредни избори? Во Дуи врие од желба да има избори утре. Затоа што анкетите внатрешни такви ни покажуваат дека ако имало подобар момент за партиски интереси за избори, тоа е сега. И тоа не само за нас, за владеачките партии генерално. Дали е интерес на државата сега да има избори, тука јас не се слагам. И јас сум еден од противниците како представник на европската агенда на државата, бидејќи сметам дека се додека немаме еден институционален тежок дедлог во државата, кој што не можеме да го пробиеме, свесно да одиме на избори во услови кога чекаме да добиеме да почнеме преговори и да воспоставиме на динамика на ратификација на протоколот на НАТО за НАТО, мислам дека свесно си го компрометираме процесот и немаме некое оправдание пред светот зошто тоа го правиме. Меѓутоа, јас сум адвокат на европската агенда на државата и ги замолувам политичките партии да го пазат овој интерес. Иако гледам дека владеачките партии заради партискиот интерес дека ќе имаат добри резултати, тоа го зборам и за ДУИ и за СДСМ, има сили кои што притискаат внатре во партиите да има избори утре. Јас до последен ден ќе лобирам и ќе повикам да нема избори најмалку до првата меѓувладина конференција со Европската Унија за започнување на преговорите. Доколку има, дали тоа значи дека сигурно ќе биде одложено доделувањето датум? Фактот тука дека нема да добиеме датум. Работата е што тука немаме само избори, имаме пржинска влада пред избори согласно законите. И тоа значи дополнително дефокусирање на државата во смисла на агендата за реформи. Така јас не верувам дека ако има парламентарни избори, ние пред јуни месец ќе можеме да имаме некаква ослободена ситуација за да може да се фокусираме на реформите. Ќе бидеме фокусирани на техничка влада, нов премиер, нови министри, па избори, па резултати, нова влада и отиде рокот за започнување на преговори. Така да ова го зборувам, ви кажувам како адвокат на европската агенда. Не партиските ставови во моментот се консолидираат. Јас сметам дека не треба да има избори. Да ги прашаме и представниците на невладините Трошановски, што мислите, еве партиските објаснувања за оние кои се за избори се дека нема да има цензус на претседателските доколку не се одржат заедно со воредните парламентарни. Цензусот како изговор се користеше наназад во повеќе наврати во смисла на тоа дека е добро да имаме заедно со одредени избори и предвидени парламентарни за да се оствари цензусот особено на претседателските избори. Тој веќе еднашка се смали, но видовме дека исто така не е доволен да ги мотивира гласачите заедно со други избори во комбинација да излезат. Едвај се достигнува тој цензус. Мислам дека е во интерес на државата, на политичките процеси, да немаме секоја втора година предвремени избори. Многу трпи политичката динамика, особено оваа година. Тука се согласувам дека изборите се непотребни, не само поради тоа, туку и поради многу останати причини. Меѓутоа, еве дали сте размислувале за намалување на цензусот за претседателски избори или во крајна линија можеби за промена на начинот на избор на претседател во државата согласно ингеренциите кои што функцијата ги носи. Од една страна, од друга страна, многу високиот легитимитет кој што национални избори му го даваат и го даваат на функцијата претседател. Мислам дека е време по инерцијата која што ја наследивме од осамостојувањето да постапиме малце по-практично и да го направиме поефикасен процесот на избор на претседател. Значи тоа би било првото прашање, дали се размислува можеби за промена на цензусот или изборниот модел на избор на председател. Да се навратам на првото прашање околу законот за употреба за јазици и донаторската конференција. Имаше повеќе технички пропусти за носењето на законот. Апсолутно е јасно дека е потребен тој закон за заокружување на социјалната кохезија и така натаму. Меѓутоа, законот беше протуркан со европско знаме низ скратена процедура која што не овозможи постигнување консензус.
Нели отсуствуваше и кореспондентната табела и изјавите за усогласеност кои што треба да кажат каква врска има тој закон со европското право, но исто така отсуствуваше и сериозна проценка на влијание на регулативата, нешто што е многу важно кога вие треба да дизајнирате, односно предвидите финансиски импликации од тој закон. Ние моментално имаме една многу елементарна проценка, паушална би рекол, на тоа колку тој закон ќе чини, се уште не знаеме колку пари ни треба да профункционира истиот и врсова на што донаторската заедница би се убедила или од врсова на која буџетска проценка би се побарале пари од истата. Значи, прво во однос на цензусот. Знаете дека еднаш беше намален цензусот од 50% на 40%. После најавата на ВМРО ДПМН е дека може да ги бойкотираат председателските избори доколку нема парламентарни избори. Јас излегов со една изјава дека тоа веќе ја менува ситуацијата и тогаш самиот дедлок, односно самото блокирање на институциите, односно уставната криза, институционалната криза поради неуспешни председателски избори може да биде потешка и подолга отколку вонредни парламентарни избори. Тогаш ќе не присилат да размислиме за евентуални парламентарни избори заедно со предвремените избори, меѓутоа гледам дека после тоа они ретерира генералниот секретар рече дека нема во однос на тука изјави дека сигурно нема да ги бойкотираат тука доколку останат конзистентни на тој став, немаме некоја најава дека некој би ги бойкотирал. Ако е така, јас лично останувам на ставот дека не треба да има. Ако инсистираат на бойкотирање, тогаш навистина се отвара простор да се размисли за... Не, Трошановски рече доколку е цензусот, тогаш има ли волја да се намали и натаму во парламентот? Ако се бойкотираат изборите, премиерот даде една изјава дека нели тогаш спикерот, односно председателот на собранието ја превзема функцијата привремено, а ние ќе размислиме да премине изборот на председателот на државата во собрание, со тоа што тука би се вклучило и Бадентеровото мнозинство при изборот и навистина тогаш би имале консензуален председател, меѓутоа тука знаете дека тоа бара процес на уставни измени кој што може да трае подолго. Јас очекувам дека опозицијата нема да си дозволи бойкотирање на председателските избори, бидејќи после бойкотирање на референдум и бойкотирање на председателски избори, мислам дека се губи смислата на функционирањето на опозицијата и тие нема да си го дозволат, така да оставиме да овој период разговараме веќе за кандидати за председателските избори. Во однос на законот за јазици, законот произлегува од Охридскиот рамковен договор. Вие го знаете слоганот кој што секогаш го кажуваме, патот до Брисел поминува преку Охрид. Значи, ако има европска патека е преку Охридскиот рамковен договор. Ако некој закон заслужува европско знаменце, тоа се законите кои што произлегуваат од Охридскиот рамковен договор и од уставните амандмани. Донаторската конференција е првична, прелиминарна средба за да им го објасниме прво законот, бидејќи не сите луѓе, верувам дека луѓето не се запознаени со деталите од законот. Знаете дека вие имате граѓани кои што мислат дека македонците ќе бидат обврзани да знаат албански и да комуницираат албански. Значи, такви предрасуди има во однос на законот, такви шпекулации. И затоа сакаме во овој период да имаме една информативна, на некој начин, кампања и на донаторската заедница, да им објасниме што тоа значи како обврски на институциите во употреба на двојазичноста и евентуално доколку имаат сугестии и можности за техничка или логистичка поддршка. Но прашањето беше врз основа на која проекција, бидејќи не кажувате точно колку ќе чини имплементацијата на законот, врз основа на што донаторите ќе донираат? Ова не е сосема ново право. До сега двојазичноста постоеше на хоризонтално ниво на општините кои што зборуваат 20%. И голем број на ресурси се создадени во општините. Например, прашањето на техника за симултани консекутивен превод, преведувачи во општините и така натаму, тие постојат. Ова ново право значи вертикално ширење на употребата на јазикот до председателство. И тоа создава потреба нови ресурси, така исто. Потреба за нови, се разбира. Дел ќе може да се искористат постоечки капацитети, дел ќе треба да се
додадат. Например, ние денеска имавме владина седница во која што имаше обраќање романскиот амбасадор во презентирање на приоритетите на романското претседателство. Имавме техника за превод на романскиот амбасадор. Истата техника може да се употреби за користење на албанскиот јазик. Затоа велам дека не може точно да се процени, бидејќи некаде има ресурси кои што заради други причини постоеле во институциите, сега треба тие да се надополнат таму каде што нема, меѓутоа верувајте дека е тоа повеќе тоа се рефлексии на некој неоправдан страв. Истата дебата беше кога во општините се воведе двојазичноста, колку тоа ќе чини, дали општините ќе можат. Не се работи, извинувам, за стравови, тука се работи за еден законски предвиден процес во кој што ние како држава треба да ги планираме ресурсите во процесот на креирање политики. Има предвидено, например, за Агенцијата за јазици има предвидено 8 милиони денари за оваа година, толку колку што имавме можност. Има 7 милиони денари за инспекторатот, за да може да профункционираат. За идната фискална година ќе видиме дали ќе останат обврски од претходната, дали треба да се зголемат. Значи тоа е еден процес кој што на крај краишта ќе обезбеди едно фундаментално право на граѓаните да комуницираат со државата на јазик кој што го разбираат. Нема поважна работа од граѓанинот да се разбира со државата. Така ја сака повеќе државата. Лојален е граѓанинот на државата. Да, добро, мислам дека доволно го објаснувавме и веќе е донесен, сепак реформите се нашиот главен фокус вечерва. Симонида, вие контактирате и со Брисел и самите ги следите реформските процеси. Која е главната или кои се главните забелешки во моментот? Видете, несомнено е дека договорот од Преспа одзеде многу од енергијата во изминатите 6-8 месеци, а веројатно и претходно уште за преговарањето на истиот во последната година и паралелно со истиот очекуваме да видиме, како што сите знаеме, значи досие на постигнувања во владењето на правото, што воедно вклучува имплементација на закони и пресуди судски кои што се очекуваат, веројатно подобро знае вице-премиерот од мене за тоа. Меѓутоа, јас би се навратила на едно друго на прашањето кој што го споменавте во однос на тоа дека не би требале да имаме избори до првата меѓувладина конференција. Имајќи во предвид каков е контекстот во Европската унија, ние во моментов не можеме да бидеме сигурни кога ќе биде таа прва меѓувладина конференција, бидејќи изборите за Европскиот парламент се закажани за крајот на мај. Формирањето на Европскиот парламент и формирањето на новата комисија ќе одземе време. И она колку што ние барем сме запознаени на наша страна е дека дури дека и пакетот за проширување, односно извештаите на кои што ние често рефлектираме и ни се некоја форма на насока каде треба да се движиме, не знаеме кога точно ќе бидат објавени. Она што очекувавме лани е дека и тие ќе бидат објавени во април. Меѓутоа се повеќе како разговараме со нашите колеги во Брисел, слушаме дека тоа може да се случи после европските избори. Доколку се случи тоа после европските избори во првата недела на јуни, ако бидеме многу прагматични, тоа не остава простор за земјите членки да може да донесат одлука согласно своите законодавства и согласно своите процедури, дали ќе ја поддржат всушност Република Македонија во отварањето на преговорите или не. Например, една Германија мора да обезбеди согласност на Бундестагот во таа процедура. Дури во изминатата година, кога извештајот беше објавен во април, до јуни тие тешко можат да дојдат до истата одлука. Што значи дека ако извештајот објавен во јуни, практично е невозможно, освен ако не е нешто премногу невообичаено, земјите членки да донесат одлука. Значи јас затоа сабо ви замолила да ми објасните кога ја очекувате вие првата меѓувладина конференција. Значи, и јас да се надоврзам прво на овие рокови, точно е дека најавата е дека овој пат извештајот ќе биде после изборите во Европскиот парламент. Тоа има и позитивни страни, бидејќи навистина не би сакале да има извештај во една предизборна кампања или пак нас ни дава повеќе можност да испорачаме. Нели? Иако ние сме одлучиле во влада да работиме како да извештајот ќе излезе во април. Такви се обидуваме да ставаме ментални бариери дека во април ќе биде извештајот и ние мора да испорачаме до крајот на март. Иако имаме најава дека тоа ќе биде
крај на мај, всушност, почеток на јуни, а веќе ГАК е закажан на 21 јуни. Што значи ќе имаме 20 дена трка со време да помине во неколку земји членки, значи не во сите земји членки. Германија, Холандија ќе треба во низ парламентите и затоа јас идам на 28 во Романија, во председателството, да видиме како со календарот. Беше и министерот за Европа во декември тука, исто така да разговараме. Меѓутоа, мислам дека не можам да замислам ситуација Македонија да не добие точен датум за првата меѓувладина конференција. Толку е силна пораката од решавање на прашањето на името, од договорот со Бугарија и тоа што го направивме како едно од ретките позитивни примери не само во регионот, туку и во целиот европски континент, да може некој тоа да го игнорира. Не само што ќе го компромитира целиот процес во смисла, тоа денеска им го кажува фина амбасадорите во владина седница, дека ова што ние го направивме поради една причина, заради силната трансформативна мок на европската идеја. И ако се потврди, ќе изгуби мокта на трансформација на самата на европската идеја. И плюс дека ние стануваме пример за другите земји кои што имаат вакви спорови да ги поттикнеме да ги решаваат, а тоа е Србија и Црна Гора. И ако потврлиме ние, не знам со која храброст другите земји би влегле во ваков простор. Затоа реално малку гледам простор некој да може да го игнорира тоа што како позитивна рефлексија одекнува од Македонија во Европската Унија и мислам дека нема да дозволиме некакви си технички рокови да ни го спречат тоа. Во однос на меѓувладината конференција, планот е да биде некаде крај на годината. Ние викаме есента, меѓутоа заради тоа што новите комисионери некаде би влегле во функција октомври, ноември, еве декември нека биде. Во финското председателство нека биде првата меѓувладина конференција, во хрватското да го отвориме првото поглавје. Тоа е таа динамика што ние ја предвидуваме и работиме на неа. Колегиски, доколку си има ни да нема дополнително, да. Значи, Франција и Холандија и лани, кога на крајот на јуни, без разлика што беше подпишан договорот, кој што во тој случај, во тој момент беше навистина исчекор прифаќањето на името за севкупна внатрешна употреба, сепак рекоа, нам ни треба да се покаже дека во оваа земја има владење на правото. Кои ќе бидат вашите аргументи пред тие две земји, пред Франција и Холандија, во јуни, бидејќи ако работите за тоа дека треба да ги испорачате реформите до март, бидејќи клучни реформски закони се уште заглавени во собранието, законот за судови, законот за заштита од дискриминација, како доста неславен случај, кои ќе бидат вашите, да речеме, клучни очекувани резултати во владењето на правото што ќе им ги покажете на тие две земји? Да, мислам коректно прашање, бидејќи јас го изоставив во моето аргументирање зошто не може да не одбијат и ги спомнав само политичките прашања. Апсолутно мислев и на испораката во делот на реформската агенда, во смисла дека прво ќе го испорачаме тоа што сме се договориле и што сме го ветиле во смисла на законски решенија, меѓутоа овој пат рековме фокус ќе ставиме и на конкретни примери како тоа придонесе во промена на општеството. И се разбира дека преку ног ние нема да можеме да ја смениме државата и тоа што 27 години не е направено, сега за 6 месеци ќе го смениме. Меѓутоа, ако они видат тренд, ако тоа што често го спомнувам, секој ден ни е подобар од претходниот, и така воспоставуваме еден тренд на позитивни чекори, а тоа се гледа во секој аспект, се гледа во безбедносните служби. Значи, гледајте ја реформата на безбедносните служби. Комплетна, суштинска, не е козметичка промена. Цело УБК излегува од МВР, сите апарати за прислушување излегуваат во ОТА, нема теоретска и практична можност за прислушување, затоа нема да го гледаат земјите членки и да кажа дека во една земја каде што до вчера се прислушуваше неселективно, сега нема теоретска можност за прислушување. Земете во делот на правосудството, сепак крупни закони помина, ке се фалиме со законот за борба против корупција. Се надеваме дека изборот на ДКСК ќе биде брзо
за да може да биде пред председателските избори, и тоа ќе биде порака до Европската комисија и до земјите членки. Меѓутоа, овој пат, нели, во планот 18 имаме колона на трек рекорд во кој што ќе одиме со конкретни примери за секој случај, со име и презиме, со бројки, со ви велам примери од секојдневниот реален живот, како новиото однесување на владата, како овие законски решенија кои што не се само наши, ние ги подготвуваме, но насоките се од Прибе, контролата е од Венецијанска комисија, од Греко, од Европска комисија, значи тоа е европски идеи кои што ние ги пресликуваме без многу дебата. Ние во минатото реално сме спореле затоа што сме се обиделе да влеземе во дебата со Европска комисија. И тука јас често велам, имаме погрешен концепт дека ние ќе преговараме со Европската унија. Нема да преговараме, ние европските стандарди се фиксни, ние или ги прифаќаме или не ги прифаќаме. Ние преговараме внатре како да ги прифатиме европските стандарди. И мислам дека ние тоа го покажуваме како дух прво пред земјите членки, дека не спориме на ниту една одредба, на ниту една забелешка што го дава дали Греко, дали Венецијанска, дали Европска комисија, и тоа треба да се цени. И не велам дека ќе успееме све да постигнеме, меѓутоа дека нема да сопреме до последна секунда од датумот кога ќе се донесе одлука, тоа можам да ветам. Колегиски, ова вака убаво звучи. Да, дали ќе им звучи така и во Брисел? Јас би се надоврзал конкретно има промени на еден дел што се однесува на реформата на безбедносните служби и на ДКСК. Сакам да кажам дека приоритет број 1 е пристапувањето, донесени се многу закони, но недостасува квалитет во тој процес. Знаеме пред Нова година каков период е, а обемот на закони, нивната битност е друго прашање. Како граѓански организации, еве и нашата организација е вклучена во тие процеси за реформи на безбедносните служби, ние имаме впечаток дека овие закони се носат на брзина, немаат некој ниво на квалитет и во смисла има групи, категории на проблеми кои што ги нотираме како организации, во смисла на оние овластувања кои што ги добиваат безбедносните служби, кои што се проблематични во смисла на граѓанските права. Што конкретно во ова што досега е донесено околу разузнавачките служби? Па не конкретно, ние ги дискутираме тие прашања, утре имаме како Евротим консултација и со поширока група на граѓански организации, конкретно што се однесува на законот за Агенција за национална безбедност и таму има серија на прашања. Еве во таа смисла јас би прашал дали по цена на етните приоритети од Прибе треба да се жртвуваат квалитетот на овие закони, значи и да се носат реформи само за штиклирање. Значи сакаме во таа смисла тој баланс. Видете, перфектни законски решенија нема. Нема некоја референтна точка која што постои, ова е совршеното решение и вие сега ќе се споредите колку сте близко до совршеното решение. Треба решението да го адаптирате на околностите и да го превземете, односно како идеја да биде поддржана од Европската комисија, од Прибе и другите институции. Нашето мото се разбира дека беше цело време квалитет пред брзина. Во одредени моменти, бидејќи сепак има рокови на одлучување, одиме и квалитет и брзина во изнаоѓање на решенијата. Во сите овие решенија кои што вие ги спомнувате, се прво дадени како идеја од страна на Комисијата на Прибе. Во работните групи се представници од Европската комисија, меѓутоа и од невладините организации кои што го даваат својот инпут и се обидовме максимално да биде инклузивен процес. И потоа, кога ќе има драфт решение, например, ова за агенцијата во моментот не е финализирано решението. Тоа допрва треба наредната недела некаде да се финализира драфтот на тој закон. Ние го носиме во Европската комисија и бараме повратно. Например, за законот за антикорупција, јас лично отидов во Брисел и му го предадов на комесарот Хан законот. Го прегледа и ни доставија писмено. Законот е добар, овде и овде сметаме дека треба да направите корекции.
Ги правиме корекциите, пак го враќаме до Европската комисија или пак Венецијанска за некој друг закон. Па додека не ни дадат no objection комплетно, дека нема ниту една забелешка, ние не го пуштаме во владина процедура. Сега, дали тоа решение кој што ќе добие no objection е совршено? Не е совршено. Ако уште еднаш седнеме, истите луѓе кои што сме го подготвиле, пак ќе најдеме одредени мани. Бидејќи се тоа нови ситуации, комплексни ситуации. Да, но кога партии се договоривте да нема контрола врз финансирање. Тука имаше главна финансирањето на партиите, да не биде... да нема такав надзор. ВМРО прво се бунеше, нели вие имаше го одредени забелешки и прифативте? добро е што имаше дебата. Имаше групи на интереси кои што велеа, пошто ДЗР има надлежност за Да, тоа е аргументот на ВМРО-ДПМН е да не биде и државната комисија. Има надлежност, сепак тоа се институции со кредибилитет на некој начин. Дали можеби ќе се злоупотреби комисијата за некакви притисоци врз политичките партии. И тоа може да се прави во пресред на избори. Имаше такви дилеми. И на крај, откако ги исцрпивме аргументите и дебатите, заклучивме така како што беше предложено, Да, антикорупцијската дека да нема... антикорупцијска ќе има можност за прегледување за тоа што се отстрани, односно се заклучи тоа да бидат невладени организации кои што ја следат проблематиката, институции, а не поединци граѓани кои што може да поттикнат контрола врз финансирањето на политичките партии, бидејќи имаше некои релевантни аргументи од одредени партии кои што велеа што ако јас пред избори ќе ангажирам луѓе кои што ќе се жалат и ќе почне финансиска контрола, ќе поминат изборите, штетата ќе се направи, после ќе се констатира дека нема ништо погрешно во финансирањето, но кој ќе ја пресмета политичката штета врз таа партија и затоа рековме дека такви иницијативи да покренат невладени организации кои што ја следат проблематиката, кои што нема да бидат инструмент на некакви си опозициони партии или пак некои институции релевантни. Да. Се согласувам со овие делови околу ДКСК и ние ги имавме сличните забелешки. Мислам дека во генерално законот за корупција, за антикорупција и спречување на конфликт на интереси нешто што е добар пример за соработка помеѓу граѓанските организации, државата, сите засегнати страни. Добар закон. Така би требало да се носат повеќето закони, но не се носат сите така. Би ја префрлил малце дискусијата околу преговарачката структура, моделот на преговарачка структура. Ние сите тука како организација имавме и посебни заеднички активности во тој дел. Сметаме дека е исклучително важно тимот да се екипира за долгиот надпревар што не чека како држава. Она што како прва забелешка ја увидовме, ја имавме, анализирајќи ги владините документи и процесот, е всушност дека немаме се уште преговарачка структура. Знаете, имате одлука на крај на јули, во која што треба да ја донесете преговарачка структура и да се утврдат тимовите на работни групи и слично, и тој рок е некаде до, чинам, крај на октомври. Речиси 3 месеци се поминати, владата доцни со тоа, меѓутоа е исклучително важно да имаме дефинирана, утврдена веќе преговарачка структура и тимови од повеќе аспекти. За тоа да видиме ние како граѓанско општество како би можеле да се вградиме во тој процес. Врз основа на концептот кој што го презентиравте во август, не можеле целосно и функционално да се вградиме во структурата, зашто е прилично општа, генерал концепт, се разбира, се уште станува збор за концепт. Значи, зашто се доцни 3 месеци со тоа и кога би можело да очекуваме да имаме преговарачка структура на крајот на краиштата? Така, точно е констатацијата. Ако го гледате план 18, нели знаете дека со семафор систем, со бои ние ги прикажуваме мерките: зелени ако се завршени, жолти ако се во тек, црвени ако се каснат. Единствена мерка во моментот од 101 мерка, црвена е формирање на структурата. Значи не е комплетирано, иако имавме обврска некаде до декември. И за што се работи? Значи, прво, големата слика, односно рамката, костурот на структурата ја имаме дефинирано. Како структура збор. Дека ќе има координативно тело
дека ќе има државна делегација, дека ќе има група за преговори, дека ќе има работни групи и дека ќе има секретаријати на сите овие тела кои што ќе бидат административна поддршка. Значи тоа е скелетот на структурата. Ние што требаше во овој период да дефинираме? Каде е граѓанското општество ќе се вклопи во овој скелет, односно ќе го направи месото на тој скелет и да се пополни со луѓе исто така. Збориме за веќе решенија. И тој процес малку намерно го успоривме, бидејќи е многу осетлив. И затоа што осетливо. Осетливо е затоа што сметав дека ако направиме некакво решение кое што нема да биде пошироко прифатливо во еден поширок консултативен процес и не добро осмислено, многу ќе биде потешко отпосле да се коригира. Не ни се брза до толку, сепак очекуваме да започнат меѓувладината конференција во најдобра варијанта да започне на крајот на годината, преговорите во наредната година и, например, еве го имаме прашањето каде ќе се вклопат граѓанските организации. Имаме различни размислувања и од вашиот сектор по однос на тоа како, каде и на кој начин да се вклопат. Замислете и ние до сега да избравме само вашиот предлог или вашиот предлог и да создадавме уште на почетокот одбивност на... Да, меѓутоа влегуваат луѓе од граѓанскиот, од нивните организации во работните групи веќе има ангажирано. Значи тоа треба да го дефинираме. Има еден предлог модел кој што го има доставено граѓанските организации кој што се дел од Советот за соработка со владата. Ние го имаме разгледано. Јас побарав компаративна анализа да ги видиме земите, посвежите земи кандидати. Црна Гора, Србија. Србија го знам и повеќе бидејќи бев во Белград и се сретнав со нивниот граѓански сектор, па ми објаснија лично нивно искуство. Мене ми остави позитивен впечаток. Гледам Црна Гора е сосема спротивен концепт на вклучување отколку Србија и имам исто добиено ваши писма од секоја од организациите со конкретни забелешки по однос на предлогот на граѓанскиот сектор. И сакам откако сега се ослободивме од товарот на уставните измени. Сега треба да бидеме ние сватени дека голем дел од енергијата ни беше концентриран на процес кој што ни одеше пораб. Ние до последен момент не знаевме дали ќе имаме успешен процес со уставните измени од кој па зависи и све. Немаше да има логика ни преговарачка структура ни ништо ако не успеевме со уставните измени. Сега веќе сме започнале, веќе разговаравме уште денеска, разговаравме и вчера, да ја дефинираме до крај структурата, концептот, има одредени разлики, каде е улогата на СЕП, каде е улогата на МНР, каде е улогата на канцеларијата на премиерот. Тие добро треба файн тюнинг на тие институции, пошто утре не сме да има конфликт на надлежности. Сепак ќе биде тежок процес за носење и не смееме да оставиме отпосле ние да расправаме внатре, чекајте чија беше надлежноста. Имате ли некој рок кога би се формирала или не сакате уште рокот е надминат и единствено ви кажам дека е надминат во јули, декември, октомври. Така, тоа е единствена црвена точка која што ни стои. Не, ама со оглед на одлагање. Ако зборуваме со рокови, во петок оставивме уште еден состанок да ја додефинираме нашата прво структура и веднаш да пристапиме во отворен диалог со вас, да ви ја презентираме, да ви кажеме вака ние го замислуваме концептот, таа пирамида, како тој скелет што ви го зборам, и да видиме како ќе ги вклопиме. Апсолутно владата има политичка волја да бидат да влезат невладините, бидејќи нас ни требаат, не дека ви правиме услуга, вие ни правите услуга со тоа што со вашата експертиза ќе влезете и ќе ни помогнете да ги видиме предизвиците на време и пак да не направиме грешки. Јас имам едно прашање пред Симанида. Колку луѓе работивте во секретаријатот кои ќе работат на овој процес? Не, во секретаријатот имаше неколку конкурси и едниот е во тек. Реално ги фаворизиравме тие што се вработени, бидејќи СЕП бил некако запоставен во смисла на можност за унапредување. Значи, вие имате луѓе кои што 10-15 години се на ниво на помлади соработници, и сега дадовме можност, се разбира, и надворешни луѓе, бидејќи јавни внатрешните огласи и тие ги реализиравме, за да ги мотивираме луѓето да останат и да работат. Не, впечатокот е дека ќе треба голем тим. Факт е дека се имаше луѓе кои беа обучувани во европските земји, па потоа отпуштани, стагнираше самите Имаше еден оглас
кој што го објавивме за пријавување на интерес. Тоа не беше конкурс, повеќе беше за да направиме дата база на луѓе. Кои ви се проценките, колку луѓе вам ќе ви требаат во СЕП? Видете, илјадници сигурно. Повеќе од 1000 сигурно. Еве ви кажувам, Црна Гора, помала земја, има 1257 луѓе во системот. Кои работат на преговори, од кои што околу 350 се од граѓанското општество, 40 се од невладиниот сектор, 40 луѓе, другите се од академија, универзитети. И тоа го направивме паралелно. Например, бевме во Ману, побаравме список на нивни соработници од сите сфери и доставија. Исто побаравме од универзитетите. Синдикатите треба тука да бидат, коморите треба да бидат. Невладиниот сектор кој што кај нас за среќа е подготвен и силен и кој што многу ќе ни олесни на нас, бидејќи нема да може администрацијата да го носи овој товар сама. Ке ни треба експертизата нивна во овој дел и тука сме апсолутно отворени и без другите нивни предразсуди. прашања, има многу прашања околу реформите. Јас имам неколку само коментари во однос на преговарачката структура. Вие споменавте големата слика. Големата слика уште од 2004 е таа, преговарачки тим, преговарач, мислам, ја знаевме, меѓутоа она што нам ни недостасува се процедурите помеѓу тие структури, во однос на тоа како ќе кој ќе биде патот на документот на преговарачката позиција. И тука и сам споменавте дека треба да направите координација која ќе биде улогата на СЕП, која ќе биде улогата на МНР, која ќе биде улогата на техничкиот преговарач, бидејќи мора да имаме предвид дека е тој надвор од координативното тело. И она што на сите нам ни недостасува е улогата на собранието. Во големата слика се уште не ја гледаме улогата на собранието и поради што и вие споменавте дека вам се запознаени со случајот на Србија, таму собранието е клучната карика и нам ни е многу тешко всушност во оваа фаза да можеме да го извизионираме учеството на граѓанското општество, иако мора да бидеме свесни дека ние не настапуваме чисто од под наводници себичен пристап на тоа кај се гледаме себе си. Воедно споменавте под второ, бидејќи сакаме да видиме големата слика и да се обидаме да се справиме со проблемот на доминантност на екзекутивата во општество и јакнење на парламентот. Тоа некаде во структурите се уште не го гледаме. Второто нешто што сакав да се надоврзам е прашањето, вие споменавте експертиза и ние честопати дел од владините представници кои добиваме тоа и тоа е разбирливо со дел од организациите кои оперираат како истражувачки организации, think tank организации, осипот на кадарот кој што се бавел со европски интеграции, меѓутоа воедно кога се креира преговарачката структура, клучно е да се има во предвид транспарентноста на истата за сите чинители во општеството, за да може да се обезбеди бидејќи нема доволна. Видете, од една страна вие имате баланс на експертизата, меѓутоа треба да се обезбеди јасност на процедурите. Во моментов скринингот за проглавието 23 се одржа на 27 септември. Барем дел од презентациите на аудите и така натаму можеше да се креира вебсайт досега како во останатите земји, во Србија, во Црна Гора, па дури Турција од наше време, на кој што сите податоци се аплодираат и се ставаат јавно пристапни, не само за оние кои што се квалификуваат како експерти или познавачи на областа во кој што би спаѓале ние, туку за поширокото општество. Тука е балансот кој што исто така ние честопати го занемаруваме. Не треба да го гледаме учеството на граѓанските организации само од тој аспект, туку едноставно информирање за јавноста на процесот, а и информирање на она што е потрадиционално познато како граѓанско општество или цивилно општество всушност. Бидејќи тоа нема да бидат експертски организации. Тоа ќе бидат и организации на земјоделци, тоа ќе биде организација на други. Од нив можеби честопати од тие групи нема да добиете експертиза, меѓутоа добивате легитимитет на процесот што ви е многу важен. Значи јас само би сакала да прашам, мислам тоа е повеќе и како препорака да во овие консултации да го имате во предвид балансот помеѓу овие две прашања. Значи каде е собранието и транспарентноста? Првичниот документ кој што го изработивме во еден акт беа дефинирани сите прашања. И улогата на собранието, и улогата на групата за преговори, и државната делегација и така натаму. И после сметавме дека така не треба да го направиме. Тоа туку треба поединечно. Не може владата да го регулира собранието. Ке мора, бидејќи собранието е над владата во тој дел. Така да направиме посебни акти за улогата на собранието во системот, за улогата на групата за преговори, за работните групи и така натаму. И тие веќе ги дефиниравме како број на акти кои што во моментот се разработуваат и ви кажувам дека не се довршени идеите.
Се уште имаме Така ги третираме. Да, и се уште разговараме и за други креативни решенија, земајќи ги модели од таму, од вамо, меѓутоа сепак да биде малце и tailor made на нашиот контекст. Да, и околу транспарентноста, добивте идеја да направите и вебсайт каде што ќе информирате. Прво во однос на скринингот ние обезбедивме директен линк од Брисел во Секретаријатот за европски прашања, а паралелно и во инфоцентарот на делегацијата на Европската Унија можеа да дојдат невладините организации да го следат директниот пренос. Тоа што го слушавме ние во Брисел, го слуша и они тука и апсолутно не сметам дека ќе имаме проблеми со транспарентноста. Можеби ќе се појават проблеми кога ќе почнат преговорите, во смисла кој се појавува проблемот во Црна Гора. Има представници на невладините кои што се дел од работните групи. Кога сте дел од работните групи, веќе имате обврски одредени према позициите на групата. И не можете утре да бидете критични на позициите на кои што вие сте учествувале. И затоа гледам во не во вашиот предлог, во предлогот на Советот, иако тука мора да дефинираме дека е предлог на граѓанските организации, Советот само учествува тука, не се владините представници немали инпут во тоа, дека граѓанските организации бараат учество во смисла на следење, активно учество и независно следење. Значи различни пристапи во вклопување. Да. Ја имам причина дека граѓанските организации им овозможувате прилично да ги следат деталите, ама нели граѓаните би требало несомнено, да ги... поканите за скринингот беа несомнено добар чекор, особено обидувајќи се да ја поправите, да речеме, условно речено грешката на 23-ка и случајот со истиот, бидејќи на истиот не бевме поканети. Но прашањето е по-широко во однос на тоа дека треба да се обезбеди на обичниот граѓанин, на студентот, долгорочно, кога ќе сака да добие слика за преговорите во ЕУ, да може да види едноставно и пластично за што се работи. Јас сум некој кој што студирал европски студии и доколку одамна, за жал, јас ако ги фатам преговорите, ќе ги фатам на постари години. Меѓутоа, сигурно сум дека е многу возбудливо на 20 години, ако студирате европски студии, да можете да ги следите всушност, да можете да видите за што се работи во поглавијата. Да, верувам дека и граѓаните кога ќе дојде на ред некоја безбедносна храна или нешто што сите не засега, дека ќе не информира. Ја прифаќам идејата во моментот, без да размислам. Може би не сме овозможили таков отворен пристап, иако ви кажам за некои поглавја, баш видов последното, бидејќи јас не отидов во Брисел, влегов случајно во салата, имаше само двајца. Само двајца имаше кои што слуша, а има можност да беа поканети сите. Значи, некои теми се премногу специфични. Да, веќе навлегуваат во експертиза, кој што колегиски прашање Па би кажал дека имаме една нетипична ситуација во преговорите. Нетипична е во односи на надворешните фактори, зборуваме за Европска унија која што има резерви да ги прими новите членки. Ние имаме нетипична ситуација каде што имаме експлоратори скрининг, некој објаснителен. Ние не знаеме докрај што значи тоа, што се нетипично е, не знаеме на кои држави претходно, мислиме дека нема претходно држави кои што го поминале тој процес. Имаме од друга страна нејасноти во смисол аналитички извештај последен кој што го имаме од 2004 година. Мислам во смисла кои приоритетни поглавја ќе ги имаме, ќе ги дискутираме. Од друга страна имаме прашања со капацитетите, вие кажавте, тоа е за поздравување дека приоритет имат внатрешните кадри наспрема надворешните. Тоа сите овие работи додаваат на една ситуација која што е нетипична, неструктурирана, се создаваат многу ризици. Дали Секретаријатот за европски прашања размислува да направи проценка на ризиците во овој процес, како некои работи можеме да ги антиципираме ние за да не имаме некои големи изненадувања понатаму во патот на пристапување? Дали правите проценка? Видете, ова со објаснувачкиот скрининг, точно се согласувам дека е нетипична по однос на патот кој што го поминале другите земји членки, меѓутоа тоа беше заради околностите кои што се создадоа во јуни минатата година во однос на носење на одлуката, меѓутоа сепак
е додадена вредност на самиот процес, бидејќи еве ќе ни овозможи прво поминување низ тој процес во текот на една година, за да потоа почнеме и со билатерален скрининг и со самите преговори. СЕП апсолутно прави све што е во надлежност на секретаријатот и да ги предвиди ситуациите кои што доаѓаат, меѓутоа се разбира СЕП е една од структурите на новата мега структура која што сега се создава за преговорите. Така да тоа е комплементарен процес во кој што учествуваат сите институции, во главном трите поголеми институции, тоа е МНР, СЕП и канцеларија на премиерот, односно на техничкиот преговарач, и превземаме сите мерки. Се разбира дека нема да биде мазен патот, дека ќе има бројни предизвици на пат, меѓутоа сметам дека имаме доволно акумулирано искуство, бидејќи сме долго во процесот и имаме доволно ресурси и внатре, меѓутоа еве и надвор во невладиниот сектор, за да може да ги пребродиме тие ризиците. Тука ќе направиме куса пауза за реклами и се враќаме на дебатата. Гледате Топ-тема на ваша страна, дебатираме за реформите што ги прави Македонија за влез во Европската Унија. Франција е земјата која беше највоздржана Македонија да не почне преговори, да не добие датум за почеток на преговори. Дали тоа ќе се повтори? Денеска разговара со францускиот амбасадор Кристијан Тимоние, да го погледнеме интервјуто. Господине Тимоние, што ќе убеди Франција да се согласи Македонија да почне пристапни преговори во јули најверојатно оваа година? La feuille de route est claire. Патокazот е јасен. Nous allons attendre bien sûr le rapport de la commission. Го чекаме извештајот за напредокот на комисијата, кој што треба да биде објавен во април и со кој што ќе бидат оценети напредоците кои што се постигнати во текот на цела мината година, и тоа ќе бидат предмет на разговори помеѓу политички одговорните лица, затоа што има нови факти кои што се случија и ќе треба да бидат и тие земени во предвид при донесувањето на одлуката. Откако Македонија направи толку голем чекор со преспанскиот договор и го менува своето име, што мислите како ќе се прифати евентуалната одлука Франција да биде против почнувањето на преговорите со Европската Унија? Успехот кој што беше постигнат со преспанскиот договор сам по себе ќе биде доказ за зрелост, демократска зрелост, најверојатно доказ за поседување на капацитет кај државите сами да управуваат со стари кризи кои што стоја како рана во европската историја. Сега ќе треба нели да се лекува раната по тој момент кој што воопшто не беше лесен. Ние сме сосема свесни дека не беше лесно и тој аспект веројатно ќе биде земен во предвид, но не единствен. Затоа ќе треба да бидеме убедени дека на терен постои напредок. Тој напредок се, например, гласањето на законите, затоа што има низа на закони кои што чекаат да бидат изгласани, но ќе треба да се покаже и дух на соработка, затоа што блокадата предолго трае, например, условите за основање на комисија за борба против корупцијата покажаат дека ќе треба повеќе динамика и често пати тесните партиски интереси или личните интереси да бидат заборавени и тргнати на страна во полза на националниот и генералниот интерес. Затоа ќе треба да се докаже друга зрелост, не само од областа на надворешната и меѓународна политика, туку и зрелост од областа на внатрешната политика, промена на однесувањето кој што важи и за опозицијата и за власта, за да може сите надвор од своите интереси
да го стават во преден план генералниот интерес на земјата, тоа ни е важно за да може да интегрираме земја која што ќе биде силна, а не земја која што ќе биде поделена. Дали во тој правец е истапувањето на сила законот за јазиците, за кој вие имавте навистина една остра реакција, бидејќи беше донесен без консензус и со европско знаме? Je pense qu'une affaire aussi importante doit faire en effet l'objet autant que possible d'un consensus national. Колку што е можно повеќе да се постигне национален консензус, затоа што постои едно принципијално прашање, а тоа е почитување на различните култури и на различните јазици во оваа земја. Тоа е во духот на Охридскиот договор и најверојатно et il y a des progrès à accomplir. Ces progrès, est-ce qu'on peut les accomplir dans un cadre d'unité nationale ou dans un cadre de fracture supplémentaire? Nous souhaitons, parce que nous voyons un avenir européen à ce pays, nous souhaitons que cela se fasse dans un cadre de consensus et de bienveillance mutuelle entre les communautés. Et qu'il n'y ait pas surtout d'instrumentalisation politique ou électorale pour recréer des polarisations artificielles qui ne sont que le soutien à ce que Bruxelles avait dénoncé, vous savez, la partitocratie. Брисел не посакува воопшто партизација за било какво прашање. И за крај се зборува за воредни парламентарни избори заедно со председателските. Како мислите дека тоа ќе се одрази на процесот на евроинтеграција? Mais c'est vrai qu'il y a une impatience. Сега веќе постои нетрпение од наша страна за да видиме спроведување на таа агенда. Et donc tous les éléments qui retarderaient l'adoption. Сите елементи кои што ќе го забават тој процес не се позитивни, тоа е сосема јасно. Од друга страна ќе кажам дека може би постои потреба од дополнително објаснување, а за таа точка ќе треба вашите политички партии да одлучат. Секоја одлука која што ќе овозможи постигнување на национален консензус ќе бидат добри и за вашиот пат кон Европската Унија. Но сето она кое што ќе донесе дополнителна поделба во општеството и несогласување и поларизација и оддалечени од генералната визија за национален интерес, сето тоа ми се чини дека е лошо за вашето приближување кон Европската Унија. Ви благодарам, господин амбасадор. Тоа беше францускиот амбасадор Кристијан Тимоние. Трашановски, како ви е впечатокот, дали Франција го променила ставот? Дали тој рече битен е Преспанскиот договор, покажува дека земјата е зрела, позрела можеби и од други балкански држави, но ќе се цени и оно што државата треба да го направи. Мислам дека амбасадорот не беше директен во одговорите. Да, нормално. Малку низ дипломатски еуфемизми се инсистираше на национален консензус со оглед на искуството изминатиот редовски процес. Тоа е исклучително тешко да се очекувам дека и ќе биде во престојниот период исклучително тешко да се постигне. Мислам дека ако некој посакува да закочи земјата во Македонија би побарал национален консензус со оглед на тоа како во некои наврати политички партии постапуваа недржавнички штитејќи своите интереси, дел од партиите зборувам. Очигледно дека политичките критериуми, односно реализација Преспанскиот договор, договорите за добрососедство и слично ќе бидат голем плюс за Македонија, меѓутоа исто така и внатрешните констелации во Франција ќе влијаат на незината позиција кон Македонија. Рейтингот на претседателот Макрон е значително паднат по последните протести на жолтите елеци. Од тука, мислам дека сериозно ќе калкулира со темата на проширување и влез на земји кои што се условно кажано непожелни или барем француската јавност е резервирана кон дополнителни проширувања, ќе калкулира со тоа за време на новите избори во Франција, односно европските избори кои што следат.
и од тука не можам, тешко да се процени каква ќе биде позицијата, но е уште по-деликатна од онаја што имаше Франција минатата година кога се спротистави на добивање на Македонија да добие конкретен датум за преговори. Рецимо, едно кусо прашање, дали Македонија може да стане жртва на изборите за Европскиот парламент, бидејќи пред да влеземе на емисијата прочитав една анализа дека дури и партиите во центарот не го споменуваат проширувањето. Да не зборувам јакнењето на популизмот и десничарските и националистички партии. Агендата за проширување може да биде жртва на тоа што се случува во Европската Унија и на во Европскиот парламент, каде што се очекува некако евроскептиците и да зајакнат можеби на тие избори, меѓутоа пак мојот оптимизам кој што изгледаше чуден пред постигнување на договорот со Грција е дека пораката од Македонија е толку мокна да нема да може да се игнорира и да не се реагира позитивно доколку не направиме некоја грешка по пат. Дали и други земји има освен Франција кои се вака да речам воздржани околу Па генерално остануваат тие земји, видете, сите земји очекуваат резултати. Меѓутоа тие три земји кои што беа и лани и сега треба да работиме на нив, тоа се Франција, Холандија и Данска. Со Франција работиме интензивно, тие имаат постојан советник во мојот кабинет, ево во петок тие организираат конференција со СЕП за да го подготват СЕП за преговори, со што активно ни помагаат да бидеме спремни за јуни, меѓутоа работиме да ги убедиме дека навистина Македонија се менува. Македонија е различна од таа вчера и е секој ден подобра од ден претходно. Симонида, дали имате прашање? Јас би имала прашање, бидејќи го подобра Македонија, па го споменавте, јас би имала прашање во однос на специфичен закон. Како некој кој што работи на заштита на човекови права и правосудство од аспект на пристапување во ЕУ, нам законското решение за заштита од дискриминација ни е исклучително важно. Важно ни е бидејќи тоа беше закон кој што во 2008-2009 беше потребен за визната либерализација. Беше донесен, меѓутоа беше донесен со многу значајни проблеми, односно не беше усогласен со европските директиви. Вие претходно споменавте дека можноста да се обратите на мајчиниот јазик е исклучително важна за одредени граѓани, меѓутоа и одредени аспекти кои што се вклучени во законот за дискриминација се исто толку важни за други групи во општеството. Во моментот законот е во собранието и колку што знаеме не е предвиден да се усвои набрзо. Може ли да ни кажете точно што се случува? Има одредени разлики помеѓу политичките партии по однос на одредени категории кои што треба да бидат вклучени во законот. Се разговара со политичките партии, бидејќи се уште постојат веројатно предрасуди и кај политичките партии или пак тие мислат дека им постојат предрасуди кај електоратот што го представуваат, па дали тоа може да се рефлектира врз нив, меѓутоа сметам дека со диалог ќе успееме да ги вклучиме сите категории, бидејќи тоа се вредностите кои што Европската Унија. За кои категории на граѓани се работи? Па зборувам и за ЛГБТ заедница, меѓутоа и други спорни категории кои што еве сега не можам да се сетам. Јас само го споменувам ова бидејќи значи не треба да разговараме само во аспект на европски вредности, туку потребно е тој закон да биде усогласен со правото на ЕУ. Постои директива во Европската Унија и тоа ни е веќе прашање кој што е суштествено и мислам дека на истите овие земји кои што се скептични ќе им биде еден показател дека одиме напред или дека се трансформираме во одредени поинакви динамики освен градење на консензус во парламентот. Точно е дека и во ДУИ постојат се уште тие дилеми, постојат и во другите политички партии, меѓутоа сметам дека треба да се остави простор да разговараат и да постигнат едно решение и дека не треба да се притиска ова решение се додека овие предрасуди не се разговараат и со електоратот и со партиите кои што го представуваат тој електорат. Колегиски? Јас гледам на една димензија, друга на европеизацијата на општеството. Пристапувањето ја зема енергијата на општеството, нели овие големите политички приказни. А од друга страна, по последните 10 години вложени се огромни напори.
Македонија има некое, да кажам, некоја биографија или некој портфолио на успеси во тој пат во европеизацијата. Не знам, го имаме акредитирано CFCD, од друга страна имаме национална агенција за која што треба административни предуслови. Прашањето ми е дали ние некако, гледајќи го пристапувањето, ја забораваме малку европеизацијата. Во смисла, кои се начините ние, како ќе градиме капацитети на институциите за апсорбција на средства за ИПА, на апсорбција на средства за програмите на Унијата, бидејќи еден ден кога ќе влеземе ние во ЕУ, ќе помине ова, колку и да биде доцна еве Симони да кажа своја, и јас го мислам истиот став, еден ден ние ќе се соочуваме со вредностите. Ние имаме, да кажам, некоја патека на тие работи. Ни се случуваат не знам, некои смешни ситуации, како, например, не сме платиле влезен билет за Европскиот солидарен корпус. 10 години ние работиме во Европскиот волонтерски центар, значи тоа се работи за младите. Сега не враќаат во ситуација 10 години назад со нас да управува Салто ресурсниот центар од Љубљана. Или, например, ние имаме национална агенција 10 години пред Србија. Србија следната година ја основа. Муабитот ми е како ние да најдеме заеднички начин да се здружиме за да ги изголемуваме капацитетите за апсорбција на средства од Европската Унија, нели со цел да направиме некоја подолгорочна европеизација на општеството. Видете, мора да прифатиме дека прашањето на името ни стоеше како товар целиот овој период. И Македонија и одеше низ еден период, низ период на европеизација. И затоа ние имаме ситуација кога сега лани имавме кумулативен извештај за успех на земјите од регионот, излеговме први. И сега имаше еден прилог дека Македонија во кумулативните резултати, дали за економските критериуми, дали за политичките критериуми, дали за транспозиција на АКИТО, или прва или меѓу првите. Биде преку тој процес на автосимулација на преговори поради статус квото кој што ни го наметнуваше името. И сега со тоа што ги решивме тие прашања, мислам дека имаме простор наместо да се занимаваме со политики. Јас цело време викам место политика со полиси. Ама луѓето се истите луѓе се што се вклучени од министерствата во преговорите. Се истите за фондовите, значи малку ни треба диверсификација во таа. Се сложувам дека треба соработка, еве конкретно за вашиот пример за солидарниот фонд, дека сега правиме пребивање од Хоризонт таму за да го средиме и прашањето на влезниот билет, тоа е повеќе техничко прашање отколку дефекти во. Да, но тоа е пример дека има многу таки технички прашања за тоа што немаме координација. Сакам да кажам дека сега кога ги тргнавме големите камења од врат. Овие спорни политички прашања кои што не кочеа. Сега веќе немаме алиби за грешки по патот. Сега све ќе зависи од нас. Ќе имаме по едно кусо прашање. Сите, само едно појаснување, го спомнуваме договорот од Преспа, внатрешната употреба на Република Северна Македонија е врзано со почетокот на преговори со Европската Унија. Тоа значи дека надворешна употреба ако се изгласа во четврток? Тоа е добро. Затоа што сега Грција треба да лобира што побрзо да ги почнеме преговорите, доколку сакаат внатрешна употреба на името. Така да сега тој процес веќе е врзан и со еден друг процес, меѓудржавниот договор, што ние на нас еден аргумент повеќе Европската Унија да не може да го одложи тој процес, бидејќи ќе одлежи и примената на договорот од Преспа. Може ќе доживееме Грција од блокатор да не. Па во јуни двајцата најголеми лобисти беа министерот за надворешни работи на Грција и Бугарија, и тоа беше убавината на решавањето на овие спорови што ги направивме. Уште по едно навистина кусо прашање од Исмена. Добро, ја излеза малце од делот на техникалите и преговорите, меѓутоа прашање што има многу врска со европеизација на општеството и на земјата. Имено главна, да речем, филозофски пристап на владата, вредност на која што се темели оваа програма е едно општество за сите. Доколку законот за употреба за јазици, како што често велите, е за окружување на процесот на Охридскиот рамковен договор, што останува, дали во Македонија останува причина да постојат се уште етнички партии?
што може ДУИ да им понуди на албанците како електорат, што не може да им го понуди на македонците? Дали воопшто според вас има смисла веќе после законот за употреба на јазици и за окружување на процесот за името, постоењето на партии базирани на етничка основа? Видете, и тоа има многу врска со европеизацијата, бидејќи исклучително важно за граѓанскиот карактер на земјата, мултикултурализмот кој што сакаме да го развиеме. Еден од основните механизми кои што го воведе Охридскиот рамковен договор беше воспоставување на правен принцип за заштита од мајоризација на мнозинството врз малцинството. И тоа беше преку воведување на принципот на Бадентер, со кое што заедниците ќе се заштитат од закони кои што би мајоризирале, би ги надгласувале интересите на помалите заедници преку двојно гласење. И тоа мислам дека беше една од основните придобивки. Тоа е едната причина зашто во Македонија политичките партии се уште се организираат и треба да продолжат да се организираат во рамки на етничките заедници, бидејќи така се заштитуваат од мајоризација. Зошто ние, например, го предлагаме принципот на консензуален председател? Затоа што во собранието имаме тој принцип на двојно гласење. Во влада имаме непишано правило дека влада прават двете партии на македонците и албанците. Непишано, меѓутоа се покажува успешно бидејќи алтернативата би била лоша. Така доколку имаме моноетничка влада во која што ќе се исклучува една од етничките заедници. И ние немавме механизам кај председателот на државата кој што со гласање се мнозинството го надгласуваше малцинството. И односно етничките заедници немаа збор во изборот на председателот. И затоа сега предлагаме варијанта консензуален кандидат ако нема трајно решение избор во собрание. Но дали ДУИ ќе и другите партии ќе го напуштат етничкиот Видете, дека апсолутно можеме да ги надминеме тие етнички граници, ДУИ тоа го има направено уште во 2002 година, кога се обидуваше да таргетира и македонски гласови и така натаму. Меѓутоа, заради тоа што се уште општеството пати од некоја инерција и тенденција на мајоризација на мнозинството врз помалите етнички заедници, преку правото на Бадентер е така конципирано. Ја не мислам дека гласачите албанци кои гласаа на СДСМ за последните избори имаше еден одлив на гласачи дека така размислуваат, него дали вие сте подготвени како партија и другите да земете гласови од македонското гласачкото или другите етнички заедници? Сметам дека се уште во наредниот период ќе треба македонците да ги представи некои нивните интереси и ќе треба албанците да ги представи некои нивните интереси кои не секогаш имаат комплементарни интереси. Значи одговорот би бил не, така практично на ова. Но постепено. Не гледам каде е некомплементарноста на интересите на двете заедници во иднина, откако вие прашање на социјална кохезија, големи прашања ќе ги затвориме искрено. Па мислам дека кога ќе влезете во влада и ќе справате за политики, ќе видите дека не се уште едни блиц прашања кои има Симонида и Коликески. Јас имам Марко напушти техникалијата, меѓутоа сакам да се вратам бидејќи споминавте во последното истражување, тоа е наше истражување споредбено во кој Македонија е напред, меѓутоа Македонија е напред бидејќи другите многу не напредува. Нашата усогласеност е иста некаде како 2011-та. Ако погледнеме во однос на Но први сме. Не сме, први сме, ама 2011 сме. Исто така нашата структура координативна секогаш се влошуваше со време. Дали нешто сте колку мислите дека сте подобриле координативната структура за ЕУ во изминатата година и пол? Ја ги активиравме сите можни механизми. Дали е тоа РКИ, работниот комитет кој што порано се состануваше на 5 месеци, сега секој прв понеделник од месецот се состанува, независно дали има или нема тема. Значи, таквите перманентни структури ги ставаме во функција. Потоа следат ПРКИ веднаш после состанокот на РКИ. Значи, сите можни механизми кои што на сепни беа на располагање ги ставаме во функција. Сега со новата структура, нели, се формира нова, реков, мега структура и се уште размислуваме како ќе направиме колегиум на раководители на работните групи, каде државните секретари ќе ги вклопиме во тој колегиум на работни групи. Значи има многу уште не се грижува зборот мега структура, ама тоа следниот. Да. И Коликески блиц прашање. Мега во смисла на мок, а не на големина. Донаторските пари, се зборува донаторски пари за законот за јазиците, но знаеме ние дека има донаторски пари во однос на преговарачкиот тим.
Дали мислите дека тоа е добар сигнал, државата да не ги покрива најприоритетните корот на преговарачите, туку да се бараат средства за такви намери? Мислам дека ќе треба и тоа да се направи, сепак преговарачите, меѓутоа и експертите кои што ќе бидат вклучени во различните истражувања и креирање на нацрт позиции ќе треба да бидат компензирани. Никој нема да може да си дозволи од реални причини да може да се посвети време без да биде компензиран и тоа ќе се предвиди со средства и наши, меѓутоа и комплементарни со донаторски средства. Јас имам блиц, ќе понесете ли одговорност ако Македонија не добие датум за преговори и овој пат? Мислам дека најмало прашање е дали јас ќе поднесам одговорност. Мислам дека ќе пропадне и трансформацијската мок на Европа ќе биде под прашање. Ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема на ваша страна. Тука е крајот. Останете со Тилма, имајте пријатна вечер.